Само сакав да знам и од почеток кога излегов јавно, тој доктор може и друга жена да го стори истото и го има сторено. Не сум јас прв случај за тој доктор. Тоа сите го знаат, но сите го молчат тоа. Има уште еден случај, исто од мојот град, од Дебар, со девојчето Амила. Беше и тоа јавно, но не знам како заврши во судот да се затвори нејзиниот процес, се затвори гласот за Амила. Потежок случај од мој случај, што нема ни глас од нашата држава. Да има правда и за неа. Ти благодарам прво што не примивте во вашиот дом и што ја прифати поканата да ни бидеш гостинка. За твојот случај со тешкиот пораѓај и со оно што се случи, јавноста се запозна и те знае како родилката на која ги изгуби органи, односно и беа извадени органи по пораѓајот во Струга. Што точно се случи и кога се случи овој немил настан? Овој немил настан се случи август 2020 година, кога заминав во Струшката болница за да се породам. Бев за да се породам во Струшката болница, за да се радвам, да донесам бебе на свет, да имам ќерка и да бидам среќна мајка. Но не беше тоа така. Од мил настан излезе немил настан. Значи, после пороѓајот, 5 дена бев во болки, во многу големи болки и бев оставена така. Значи, само ми дава терапија, ми дава инфузии, само за да ми ја облажат болката, но докторите во Струга не видоа зашто имам такви болки, од каде доаѓаат тие болки, се додека не падна во шок. Значи тоа се случува во првата недела? Да, тоа се случува во тие 5 дена кога бев во Струшката болница, после пороѓајот. И што од таму, како забележаа понатаму дека паѓаш во шок и што била причината? Значи, јас бев испишана за да си одам дома, ми дадоа и отпусно писмо и ми кажа да дојдат сопругот за да ме земи и за да си одам. Јас му се јавив на сопругот за да дојди, да ме земи, но не да ме носи дома, туку да одиме во друга болница и да видиме што се случува со мене, зашто сум во такви болки и зашто не можам да се движам. Сопругот дојде во Струга во болницата, се повика и доктори, хирурзи и анестезиолози. Прв што дојде кај мене за да види што се случува со мене, дојде анестезиологот, кој работеше во хирургија, ми мери пулс, виде дека не сум добра, виде дека имам големи болки, го повика и хирургот дојде во тој момент, дојде и докторот што ме оперира, што го изврши царскиот рез, видоа на ехо, последниот ден, пред да паднам во шок, значи пред шокова состојба бев, со големи болки, со низок пулс, ми направија ехо, се погледна сите тројца очи во очи. Тука осетив дека нешто се случува со мене. Значи, истото го осеќам и сега, дека имам нешто, дека нешто со мене се случува. Во тој момент кога слушнав дека докторот кажа да се спремат операционата сала и дека повторно ќе ме оперираат, последно што ги прашав беше зашто уште една операција, кога јас веќе се породив. Девојчето беше до мене, никој ништо не ми одговори, значи не да бев жена, туку кога да бев некој животно, се однесе докторот, спремајте, рече, оваа за во сала, со прстот, така арогантно, со викање и со висок глас,
Тука почнав да плачам, се осеќав многу лошо и паднав во шок во таа состојба. После натака што се случувало, како се ваделе тие органи, како ме малтретирале во таа операциона сала и што не извадиле од моето тело, ништо не знам. Само знам дека после 14 дена се разбудив и очите ги отвори во Карил. Беше ли тогаш свесна што ти кажа, праша ли што ти се случило, бидејќи 2 недели е многу голем период? Кога се разбуди во Карил, првото нешто што бевше, го барав моето девојче. Не знаев дека се наоѓам в Скопје. Се си мислев дека сум уште во Струга. Девојчето го немаше. Плачот од малата цело време го осеќав, цело време го слушав. И се додека бев во кома и од кога се разбуди, значи, се бебето ми беше, плачот нејзин ми беше во моите уши. Прашав зашто сум под апарати. Значи, немаше каде не имам апарат, во нос, во грло, во тело, со ЕКГ апарати, со се бев на мене. И се чудев. Што е ова што ми се случило? Тука никој ништо не ми кажуваше. Што се случило? Демек за да бидам добро, за да не психички, за да се осеќам подобро, тоа се сторам подобро, но кога кажав дека мене, мислам, ми извадија органи, бубрекот ми го извадија, матката ми ја извадија, јајникот ми го извадија, докторите се чуде од каде го знам тоа. Мене гласовите фатија да ми се враќаат назад, осеќав, слушав, нормално дека и тука ги слушав и докторите кога зборуваа органи нема, едно нема, и од тука слушнав, и од клиника, дека сум без органи. Тоа беше поголемата борба за живот, од тој момент започна за мене, кога слушнав дека немам органи, слушнав во каква состојба сум и едно само се прашував каква мајка ќе бидам за моите деца после ова. Дали во тие моменти такви ти текнуваше поради шокот и лутината, предпоставам што имаш чувствувано, дека тоа не смее да помине така и дека мора да проговориш јавно, бидејќи предпоставам дека не си единствена, а твојот случај веќе низ годините се слуша низ медиумите, затоа што ти одлучи да зборуваш во името на многу жени што поминале низ слична или иста судбина како твојата. Периодот траеше подолго за да се опоравам. Прво во клиника, бев 14 дена во кома, после Карил ме однесо во урологија и тука лежев. После тоа бев дома, значи ми требаше повеќе време за да станам и јавно за да зборувам и да кажам што ми се случило. Како прво мислев дека можно е да ми се случило тоа, ете во пороѓај, ете нешто се случило, нешто имало. Значи, не мислев дека е тоа лекарска грешка. Мислев во пороѓај се случува, се може да се случи, но кога се јавивме на докторот, кога го прашавме на докторот што ми се случило, бидејќи тој доктор ме водеше мојата бременост. Тој доктор ме породи. Тој доктор ме следеше тие 5 дена и требаше да ни даде објаснување на мене и на мојата фамилија што точно се случило тој период. Значи, тој доктор, Мухамед Асани, повеќе ни стави лутина за јас да ја барам правдата. И јас да знам дека е лекарска грешка. Бидејќи во разговор со него, на телефонски разговор, се праша што се случило и како се случило со мене. Сакавме да се видиме со него, сакавме да ги земеме документите, значи декурсус морби, оперативен протокол, да видиме кој бил, што бил во таа операциона сала и што се случувало. Но тој едноставно ни кажа дека не смеете тие документи да ги земите. Тоа законски било тоа така, но бидејќи тој беше директор во тоа време и
мислеше дека законите може сам да ги донесе и тие документи не можевме ние да ги земиме, и тој ни кажа нас дека ние треба да сме му заблагодарни што мене ми го спасил животот. Таа лутина повеќе ја имавме фамилиарно, затоа што јас не бев болна, за да ми го спаси тој животот. Јас бев бремена, не бев болна. Тој ги меша тие два факти, бременост и болен човек. Јас бев бремена и отидов да се породам. Не отидов во болница, бидејќи бев болна. Отидов да донесам женско дете, да се радвам и дома да дојдам здрава права. Не отидов во таа болница да се породам, да паднам во кома и да излезам без органи. И тука одлучивме во тој момент да излезам јавно, гласно да кажам, бидејќи тој доктор може и друга жена да го стори истото, и го има сторено истото. Не сум јас прв случај за тој доктор. Тоа сите го знаат, но сите го молчат тоа. Има уште еден случај, исто од мојот град, од Дебар, со девојчето Амила. Беше и тоа јавно, но не знам како заврши во судот да се затвори нејзиниот процес, се затвори гласот за Амила. Таа Мила, што се породи од таа струшка болница, е дете што не може ни да оди, ни да зборува, ни да јади, ни ништо. Потежок случај од мој случај, што нема ни глас од нашата држава. Да има правда и за неа. Јас излегов јавно, кажав се што ми се случило, да знам. Само сакав да знам. И од почеток, кога излегов јавно, јас сакав да ја знам вистината. Дали да му бидам заблагодарна на докторот, како што ми кажа дека треба цел живот да му бидам благодарна што сум жива, или па да го тужам и правдата да си ја добијам. Колку време сте веќе во судови? Колку време траеше таа цела истрага пред да го отворат предметот со твојот случај? 4 години, скоро 4 години јас сум во тие судски врати. Во судот, во Струга, 4 години сум таму. 4 години сум во малтретирање од страна на Министерството за здравство, кој излегува со документ дека нема лекарска грешка. Од лекарска комора излегува дека нема лекарска грешка. Судот, еден судија се пензионира, втори судија се пензионира, сето тоа го поминав, чекашти за да добијам правда. Трети судија дојде да го суди предметот. Значи 4 години јас се расправам кажано со цела држава. Со министерства, со лекарска комора и со судот. И уште правда нема. Дали ви ги одложуваат судењата? Дали соработуваат? Дали е се во ред во тој случај или едноставно се чека да судењата се одложуваат. Судиите заминуваат на пензија. Третиот судија суди како што суди. Јас тоа не го знам, не сум судија да кажам како и што. 2 рочишта се одложуваат. Понеделник имаме друго рочиште, трето рочиште, после 2 одложени рочишта, третото рочиште ќе се одржи во понеделник. Да видиме што ќе биде. Дали судијата ќе го прифати супервештачењето, што го чекавме да заврши, што дојде супервештачењето со вистината, со правдата. Дека има пропусти. После 4 години. После 4 години дојде документот кој го чекав да знам дали да му кажам фала на докторот или да знам дека тој доктор ми ја одзеде и цела младост, и мајчинството,
што не можам и да сакам, не можам повеќе да родам. И тоа ми го одзеде. Животот ми го одзеде и како жена, и како мајка, и како млада личност. Се што имав, се што требаше после тој пороѓај, се што сонував да ми биде најдобро, сето тоа во еден момент заврши од тој доктор. А бидејќи беше многу медиумски експонирано, некако сега веќе и тоа престана толку, освен од судењата да се известува и да се апдейтира до каде. Ви се јавили некој од министерствата, од коморите, дали од судовите, бидејќи вие сте постојано на медиуми овие неколку години, не знам, да се извини, да праша, да признае дека нешто некој може би сгрешил? Министерството за здравство се смена министерот, дојде нов министер, како никому ништо. Значи, како да не знае што се десило со мене. Како да не слуша јавно министерот што се случува со овој доктор. Да се праша прво треба тој министер дека на овој доктор треба да му се одземе лиценца до судска одлука и после судската одлука. Значи да не работи. А не, тој доктор работи и доаѓа во суд. Се суди. Да сме во нормална држава, тој доктор ќе беше во затвор. А не на истото работно место, уште да пораѓа и уште да извршува царски рез. Никаков одговор и никакво барање немаме од Министерството за здравство, иако ние бараме од нив. И јавно имам побарано од министерот Таравари да му се одземе лиценцата на Мухамед Асани. Да не уништува други животи. Молк, тишина и од Министерство за здравство и од лекарска комора, која таа лекарска комора излезе со докторите, што тие доктори што беа членови во таа лекарската комора, што за сите беше тајна, комисијата што ја направи лекарската комора за сите беше тајна тие доктори кои се, но за докторите во Струга не беа тајна. Зашто? Зашто тие доктори беа докторите, јас додека лежа во тој карил, јас додека се борев за живот во кома, во карил, тие доктори беа на главата. Тие доктори го гледаат целиот случај, што се случува со мене. И тие доктори знаат, бидејќи биле присутни, знаат што ми се случило. И тие доктори со каква совест потпиша и донесоа одлука како членови на лекарската комора дека нема лекарска грешка. Значи нема глас од нив, не да има едно извинување од нив. Но јас чекам да заврши судскиот процес, да ја добијам правдата. После тоа и Министерството за здравство и лекарската комора ќе барам од Страсбург да одговарат и тие. Зашто тоа време, 4 години, значи психички сум малтретирана и од институциите. Не само од судот. Судот ги пензионираше судиите, институциите кажуваа дека немало лекарска грешка. Како е можно да нема лекарска грешка? Како е можно? Обичен граѓанин да прашаш надвор дали имаше лекарска грешка кај родилката што се породи во Струга, ќе ти кажи да. Зашто? Бидејќи заминав да се породам. Не заминав да излезам половина човек. Изборуваме за уредна бременност, така дека... Да. Зборуваме за уредна бременност, зборуваме за и историја на болест пред да се породам. Дека не сум боледувала од ништо. Значи, имаме и матични лекари, имаме и матични гинеколози. Во сите тие земени документи, значи, се докажува дека не сум бидена болна. Значи, органите ми се извадени здрави и прави.
А каков е третманот сега што го добиваш во однос на, предпоставувам дека треба да имаш повеќе контроли, редовни, следење на твојата здравствена состојба или на извадената матка, јајници, бубрек. Како си задоволна сега овие 4 години, бидејќи на целата мака наеднаш ти стануваш човек што мора да оди по болници да е болен? Дали си задоволна сега, барем на целата мака, дали имаш соодветна лекарска грижа за сите тие контроли и се што ги правиш, бидејќи претпоставувам дека не се малку со таа состојба? Задоволна сум од докторката, психијатар што одам кај неа. Од почетокот на моето лекување до ден денес во оваа состојба што сум, бидејќи не бе во ваква состојба мирна и психички подобра, благодарение на неа сум подобро. Не кажано многу добро, туку го прифатив веќе она што ми се случило. Морав, а не сакав да го прифатам. Значи, бев тажна, плачев, не спиев. Не сакав да го прифатам дека тоа е вистина, но морав. Благодарение на таа докторка прифатив. И судските процеси ги прифаќам и травматично и добро, како и да е со работка со неа, сум подобро. Но за другите доктори, други прегледи што ги правам, некои врати ми беа затворени кога одам. Зашто ги тужам докторите? Зашто ги носам во суд докторите? Неколку врати ми беа затворени во клиника. Кога одам на контрола, јас одам за едно нешто, тие ме прашуваат зашто ти на докторите ги даваш во суд и како да одам. Се случува некога и да имам болки, не сакам да одам во ниту една болница на контрола. Зошто? Зашто секој доктор си го брани својот колега. Затоа морам да одам и во приватни болници, да правам контроли. Морам сама да барам доктори, што нема да ми ја затвори таа врата и ќе ме гледаат како пациент и ќе ми помогнат за да направам контрола. Но жално е што здравството е во таков систем во Македонија, наместо да те прашаат како пациент да обрнат внимание што ти се случува, обрнуваат внимание на тоа што ги судам докторите и ги тужам докторите. Дали мислиш дека покрај се, нели живееме во држава каква што живееме, дека ќе има правда за твојот случај, па и можеби и други жени ќе се охрабрат дека не треба да молчат, бидејќи тоа би поминало само така ако се молчи? Правдата ја чекам 4 години. Значи, уште неколку месеци во суд може да застари делото. И тие доктори да поминат како никому ништо. Да застари делото и да си продолжат докторите по својот пат и јас по мојот пат. Ако дојде до тој степен да се застари делото, судијата да донесе таква одлука или да чека да се застари делото, тоа ќе биде катастрофа. Значи, што јас тие 4 години сум седела во струга во тој суд, што сум чекала правда, и на крајот тој суд да земам само еден документ и да излезам дека твоето дело е застарено и никому ништо, тога што ќе правам? Значи, секоја желба на докторите, адвокатите на докторите што се кривично што се гонат, секоја желба нивнина се исполнува во суд. Секој барање нивнино се исполнува во суд. Зашто? Што се тие? Јас сум оштетена
Јас сум оштетена од нив, тие се криви, јас сум оштетена. Значи, и судот, и државата, и сите треба да ја гледаат страната на оштетениот, страната на правдата. Јас не барам нешто што не било. Јас барам правда тоа што било, за да знам дали на тој доктор со фала да му седам цел живот, или тој доктор да знам дека е крив што ми го одзеде животот. Што јас сум половина човек од нив. Ако дојде до застарување на делото со докази, Институтот за судска медицина донесе документ дека има пропусти во лекувањето на тие лекари. Супервештачењето, докторите на супервештачењето донесоа документ во суд дека има пропусти. Значи, два документи од институти докажуваат дека докторите се криви. А еден вештак, не знам ни кој е тој вештак, што им симнуваше капа на докторите во суд, дека докторите мене ми го спасиле животот. Два документи со еден вештак што го има вештачено како што сака тие, кажува дека докторите се херои, ми го спасиле животот и што им симнуваше капа. Ето јас и на тој вештак и на тие доктори, и на докторите од Лекарската комора, и на докторите од Министерство за здравство, и на министерот и на сите. Јас им симнувам нив капа. Да кажат, да излезат јавно да кажат, нека ми кажат дека докторите се прави, дека ми го спасиле животот, како што го кажуваат, јас им симнам нив капа. Но сите молчат. Молко од секоја страна. Само јас зборам. Сите молчат, сите доаѓа време и делото да застари од тој молк, но јас само зборувам. Зашто? И што ќе добијам од тоа што зборувам? Дали ќе добивам правдата? Јас барам правда, не барам ништо друго. И таа правда, дали ќе ја добијам, во оваа држава не се знае. Зашто? Зашто не само јас, и сите граѓани во Македонија немаат доверба во судството. Треба да имаме доверба и во судство, и во министерство, и во институциите, во сите. Кај што и да тропниш во секоја институција, треба правда да донесат. Треба документот да го извадат таков каков што е, а не да ти дадат документ дека нема лекарска грешка. Ти благодарам, Илди, што повторно што ни е сподели својата приказна, иако е во јавноста позната, но помина многу време. И јас се надевам и посакувам да добиеш правда. Благодарам. И јас се надевам дека ќе добијам правдата, ако не застари делото.